Од денеска започнуваат великденските пости. Денот по прочка е чист понеделник кога започнува големиот великденски пост. Но овој ден се чисти куќата, особено се внимава садовите за храна да се измијат и испоснат од мрсното. Во минатото тоа се правело со брашно или пепел и со подолго вриење. Традицијата налага на овој ден да се јаде бел граф и варена царевка. Струмичани доследни на традицијата, започнувањето на постот со децении го прават организирано. По тој повод, Карневалскиот одбор и струмичани не ја напуштаат традицијата и ќе продолжат да го негуваат тримерскиот обичај. Поради тоа, организационниот одбор на струмичкиот карневал организираше ручек на отворено на бел граф или како што струмичани би го нарекле бел фасул. На отворениот ручек беше вршителот на должноста на градоначалник Коста Костадинов, председателот на Советот на општина Струмица Јосиф Христов, членовите на организациониот одбор на Струмичкиот карневал и голем број на граѓани. Денеска е голем празник за Струмица и Струмичко, особено за Струмица, за градот и за нашата цела епархија Струмичка, бидејќи една традиција која што ја нема нигде на светот, тоа е чист понеделник го викат во Струмица и од дамнешни времиња е и нашите христијани православни го зачуваат до денешните дни. Именно на тој ден малите варат фасул, граф, и тоа го викат белографче, нели? Или чист понеделник белографче. Не може денеска да не се јаде белографче, а да се каже струмичанец. По тоа се познават струмичани. Го благословиме графчето и ги благословам сите наши христијани кои што можат, кои што имат сила да го продолжат тоа белографче и на нивните генерација, ама и да продолжат да постат до Великден. Денеска, утре и во среда се деновите познати како тримери, кога верниците подготвуваат само постна храна. Во средата, кај оној што ги држел тримерите и каде што има млада невеста, доаѓаат гости. Домаќинката за таа прилика има подготвено варена пченица со конопни зрна, ошав, компот од црни сливи и друго сушено овошје. Сепак великденскиот пост не значи само одрекување од храна. Важен е и духовниот пост. Верниците во деновите на постот треба да се воздржат од лоши мисли и дела и да се обидат да најдат духовен мир, без што постот нема смисол.